појавуваат првите, да кажеме, социјалистички партии на Балканот кои се изразито активни. Така, например, Српската социјалистичка работничка партија начело со Димитар Туцовиќ, Бугарската работничка партија начело со Димитар Благоев. Значи сите тие биле партии кои започнале со агитација, меѓу кои што еден од клучните принципи бил идејата за Балканска федерација, бидејќи на тој начин сметале дека тоа е единствениот начин при кој што сите балкански народи може да живеат во слога, едноставно да живеат и во слобода и да живеат во просперитет. Сега тука важно да се спомена првата Балканска социјалистичка конференција од 1910 година, каде што исто така било донесена резолуција со цел, која што повикувало на формирање на Балканска федерација. Но проблемот настанува после, да кажеме, 1914 година, кога што знаеме, повеќето социјалистички партии во Европа се ставаат на страна на нивните национални влади, освен две. Едната е Српската социјалистичка работничка партија, излегува со став дека оваа војна е буржујска, односно империалистичка, и дека работниците нема што да бараат во неа. Значи таа била и националната партија во Европа заедно со спартакистите. Да, значи Роза Луксембург во Германија, да, и исто така и Руската социјалистичка партија. Значи тие биле единствените групи во Европа, а останатите се ставиле во служба на нивните национални влади.